Граѓаните утре излегуваат на гласање да го изберат локалното раководство. Ова се 8-те локални избори од осамостојувањето на Македонија. Во избирачкиот список се запишани вкупно 1.832.415 граѓани со право на глас, кои ќе одлучуваат кој ќе ги води општините во следните 4 години. На овие избори се надпреваруваат 309 кандидати за градоначалници, што е за 10 кандидати повеќе од изборите во 2021 година, кога имаше 299. Но оваа бројка е далеку од рекордот. Во 1996 година имало дури 683 кандидати, што останува најголемата бројка досега, но тогаш територијалната локална организација беше различна од сега. Најмалку кандидати за градоначалничките фотели имало во 2017 година, само 257. Најжестока битка ќе се води во главниот град Скопје, каде има 16 кандидати за градоначалник. По Скопје најмногу кандидати има во Прилеп и Струга по 9, а во Битола 8. Од друга страна, избирачкото ливче ќе биде најкосо во 21 општина, каде има само по 20 кандидати. Жените се уште се малку застапени. Иако има мало подобрување, жените и натаму се далеку од рамноправност во трката за градоначалничките позиции. Од вкупно 309 кандидати, само 10,35% се жени, што е благо зголемување во споредба со 2021 година, кога биле само 8%. На овие избори има 576 кандидатски листи за општинските совети, што е малку повеќе од 2021 година, кога имало 572. Во 1996 година имало најмногу досега 747 листи, а во 2017 најмалку 371. Вкупно на листите се наоѓаат 10.490 кандидати за советници. Според родовата распределба, 55% се мажи, а 45 жени, што е исто како и на претходните избори. Од 10.799 кандидати и за градоначалници и за советници, најголем дел се на возраст од 36 до 45 години. Интересно е што има и 409 млади кандидати на возраст меѓу 18 и 20 години и 7 кандидати постари од 90 години. Најдолгото гласачко ливче е дури половина метар. Вкупно 1451 наблюдувач ќе ги следи 8-те локални избори во Македонија, што ќе се одржат во недела. Меѓу меѓународните наблюдувачи најбројна е ОДИХР, Канцеларијата за демократски институции и човекови права, со 524 представници. Сите ќе имаат пристап до избирачките места, како и до процесот на броење и утврдување на резултатите.